Стартот на новото првенство во првата фудбалска лига за жени го карактеризираат неповолни временски услови и тешки терени. Врнежите од дожд ги наполнија терените со вода, па на екипите ќе им биде тешко да покажат што знаат и колку се подготвени на почетокот на сезоната. Тоа особено се однесува на младости дни на СО Ризари и на Драгон од Скопје, кои го играат дербито на коло на теренот покрај Масалница. Ние сме спремни, очекуваме борба на теренот, очекуваме секако победа, бидејќи домашниот терен тоа ни го налага и ќе дадеме се од себе за да го добиеме противникот. Имаме повеќе мотиви за овој натпревар, значи еден мотив е што во недела во 12 часот девојчињата ќе истрчаат на теренот во нова опрема, која добиваме благодарение на Комисијата за родова еднаквост меѓу мајките и жените во Советот и општина Кочани. Значи тоа е еден мал мотив, меѓутоа многу ќе значи за девојчињата. Друг мотив е што за прв пат во Ризари после толку години публиката нема да има проблеми да ги следи надпреварите, значи ќе биде свечено отворена и трибината која ќе собира околу 200-250 луѓе. И трет мотив е што до сега и ланската година борбата ја водевме тука со нашите соседи, меѓутоа сега ние сме првите кои треба да кажеме дека центарот на женскиот фудбал мора да остане во општина Кочани и се ќе направиме за да уште на стартот им покажеме на така наречена скопска екипа дека нема што да бараат и дека центарот на женски фудбал ќе биде пак Кочани оваа година. Значи ние имаме 8 нови засилувања. Значи тоа што требаше да ни биде предност прво коло со нова екипа играме, меѓутоа исто и кај нас е недостаток, значи 8 тоа е многу голема бројка. Значи сите тие планираме сите да настапат во првиот состав. Имавме ние два надпревара пријателски, имавме куп надпревар со Борец во Велес. Меѓутоа и противникот секоја недела играше пријателски надпревари, така да мислам дека се вклопија тие девојчиња што долго време играат, настапуваат во екипи во женската лига, се познаваат со нашите девојчиња и јас мислам дека екипата е укомпонирана и ќе нема проблеми. Па секако, ако веќе планиравме и донесовме 8 нови засилувања, тоа се бивши и сегашни репрезентативки, значи секако остануваат амбициите исти како ланската година. И јас мислам дека баш оваа година, ако одеме редоследно, редот е на нашата екипа за да се закити со титула, бидејќи пред 2 години игравме финале куп, лани до последното коло се боревме за шампионска титула и оваа третата година ја мислам дека треба да титулата барем да дојде во наши раце. Екипата на Драгон, како што рековме, влезе со големи финансиски средства и од сите екипи во Македонија ги зедоа скоро најдобрите фудбалерки. Значи направија на селекција. Од странство немат, од иностранство немат играчи, меѓутоа имат еден повртник на фудбалерка која настапуваше во Унгарија. Значи сега не знам дали ќе има, мислам дека ќе има право на настап. И тоа е на репрезентација умало. Значи тие ги имат сите услови, тренираат нон-стоп, сите се сместени во Скопје, имат тренер кој бивши фудбалер на Вардар и на Хајдук, тој е Драги Сетинов. Меѓутоа ние мислиме дека искуството и повеќе годишното надпреварување во првата лига ќе е на наша страна. Двете екипи покрај ЖФК Кочани се аспиранти за освојување на првото место кое води во разигрувањето на Лигата на шампиони. ЖФК Кочани има релативно лесно гостување во Куманово, каде се сретнат со екипата на Речица. Но токму поради временските услови и желбата во првото коло да се одигра најдобро, кочанки треба да бидат внимателни за да не им се случи непријатно изненадување на стартот.